Поттикнување на развојот на креативноста кај децата. Развивањето на креативност им помага на децата да го разберат светот околу себе, но и да ги истражат своите лични искуства и идеи. Кога зборуваме за развој на креативноста кај децата преку психолошки работилници, зборуваме за неколку клучни фактори кои влијаат на тој развој. Дете, неговите интелектуални способности, црти на личноста, креативните мисловни процеси на детето, околината, креативните производи. За да се развие креативноста на детето, неопходно е да се развијат одредени црти на личноста, како што се флексибилност во мислењето и однесувањето, способност за справување со нејасни ситуации, развој на самодисциплина и посветеност на работата, како и јакнење на чувството на независност. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, open the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. Уметноста никогаш не го прима светот каков што го нашла, ниту пак го остава таков. Тин Ујевиќ. Однос помеѓу креативноста и интелектуалните способности. Високата интелигенција не е нужна особина кај креативните луѓе. Задоволен степен на интелигенција е потребен, но не и доволен услов за креативност. Поврзаноста помеѓу различните компоненти на знаење, кои ги поседува детето, начинот на кој се здобиени знаењата, е важна за креативноста. Можност за асоцирање помеѓу голем број на компоненти на знаење е важен предуслов за креативност. За решавање на сложени проблеми, важни се корисни интелектуални метакомпоненти, правила и стратегии, кои управуваат со мислењето и однесувањето во процесот на креативно решавање на проблемот. Уметноста е слична на животот. Изгледа како игра, а всушност е ѓаволски сериозна работа и колку повеќе личи на игра, толку станува се посериозна. Иво Андрич. Постојат многу дефиниции кои се обиделе да начнат самата природа на креативноста. Јас би се ослонала повеќе на асоциациите кои се користат за да се доближе поимот креативност. Креативен став или творечки став, тоа значи колку личноста поседува вроден потенцијал и став да твори, имагинативност, нели колку личноста може да поврзува разни односи помеѓу објектите за да создаде нешто ново, без разлика тоа дали е конкретен продукт или процес. Исто така и дивергентно размислување. Тоа значи дали личноста размислува во една насока, дали на еден проблем се обидува да најде само едно решение или размислува во повеќе насоки и се обидува од различни страни да дојде до решението или повеќе решенија. Драмско-музички работилници за деца. Драмско-музичките работилници се смислени така што децата без многу напор и сувопарно учење се запознаваат со музиката и нејзините составни елементи – ноти, ритам, мелодиска линија. На работилниците децата ги запознаваат инструментите, слушаат и пеат омилени песни, играат музички игри. Предност на работа во хомогена група е тоа што таквата група му помага на детето како да се однесува кон другарите кои се различна возраст, да ужива во убавината на создавањето, како да ги покажат своите чувства на родителите, браќата и сестрите, како да се посветени на своите обврски, а тоа го прави на забавен начин. Една од целите е децата да ја разберат врската помеѓу правата и одговорностите и да развијат конструктивен модел на однесување, остварување и почитување на сопствените, но и на тугите права. Активностите се така смислени што го поттикнуваат развојот на неопходните вештини кои децата ги прават подготвени да одговорат на различните барања на родителите, но и на пошироката социјална околина, ако им се поставуваат во одреден период. Музиката е многу значајна за развојот на детето.
Со развивање на музичките способности се зголемуваат низа посебни способности кои се од корист како во детството, така и подоцна во животот. Со посетување на драмска работилница, кај детето се развива креативноста, способноста за вербално изразување, способноста за изразно читање, како и социјалните способности. He has cows, he has cats, and I like that. Oh, I wish I'd go there every day. За време на престојот на работилниците, мозокот на децата е во потполност ангажиран. Од нив се бара на располагање да ги стават сите интелектуални потенцијали и капацитети, а особено апстрактното мислење. Покрај тоа се влие и на психофизичкиот развој, а влегувајќи во светот на актерството, играта и музиката, детето почнува да развива чувство за естетика и однос кон уметностите. На овој начин се развиваат способности за покомплексно размислување, кое вклучува решавање на проблеми, расудување, анализа, воочување на разлики и сличности, се подобрува паметењето и концентрацијата. Со музиката се поттикнуваат креативноста и фантазирањето, а децата размислуваат побистро и критички. За интровертни деца кои имаат проблем да остварат контакт со средината, ваквите активности може да се користат како терапија, бидејќи му помагаат на детето да се изрази низ песна и игра, да се вклопи во средината и да го развие чувството за постоење на колективен дух. Развивање на позитивни емоции преку драмско-музички работилници. Низ процесот на психолошко-креативна работа со деца се создава простор за спонтана и топла комуникација. На работилниците, децата доживуваат и искажуваат нешта кои не се во состојба да ги објаснат и разберат, со што се поттикнува изразувањето и разбирањето на емоциите преку пријатна и опуштена атмосфера. Многу од игрите и содржините се преплетуваат со музика и истите влијаат на развојот на личноста. Постои креативност конкретна или творење кон конкретна уметност, нели да се создаде слика, фотографија, представа, филм и така натака, или постои и креативно размислување, кои повеќе тука во Брен во програмата е внесено креативното размислување или флексибилно размислување. Колку децата можат да се насочат да наоѓаат повеќе различни решенија на проблемите. Тоа значи кога се дава една обична форма, да речеме круг, дали тој круг ќе биде само еден круг, значи само еден објект, или тој круг ќе стане дел од некоја поголема форма, па значи настануваат многу повеќе решенија. Тоа е флексибилно и креативно размислување. Или дали ова пенкала ќе биде само така да запишеме нешто, или може да се искористи во многу други намени и да му се дадат многу други функции. Тука значи во Брен повеќе се оди на креативното размислување, повеќе да се развие имагинацијата на разни објекти, зашто друго може да служат. Исто така се дава една слика, па што таа слика можеме ние да направиме како приказна, или почеток на една приказна, па како би се завршила, значи да се развие целата таа имагинација, или се даваат конкретни предлози, што, например, од една ситуација што би се случило понатаму. Значи, повеќе развивање на креативното размислување, а исто така, нормално доколку сакаме да развиеме конкретна креативност, пример сликање, нормално може да се потикне ако се запиши детето во обичен курс и по сликање, по фотографија, па да почне да се занимава, конкретно да се специјализира кон таа способност. Изразување со движење. Музиката представува ритмичка подлога и поттик за изразувањето на децата преку движења. Движењето е природна потреба на детето, па тој импулс спонтано се развива преку музика, воведувајќи го во ритмичките движења и стекнување на сознание дека музиката и движењата можат да бидат една целина. Најзначајно е тоа што низ игра и музика ја развиваат слободата на изразување. Слободниот избор на движење значи слобода на делување,
а успехот во хармоничната игра допринесува за стекнување на сигурност во сопствената моќ. Многу е значајна предноста што им се дава на слободните облици на движење над играта во однапред воспоставени правила. На овој начин се развива комплетната личност. Игрите со правила секако имаат значење, допринесуваат за развивање на чувството за организирани движења, фигури, но постои благо за немарување на индивидуалната креативност. Кога им даваме иста задача на сите деца, некои ги забавуваме во развојот, а на некои сме им задале задача која е претешка, имајќи го во предвид нивниот индивидуален развој. Книжевно-филмски работилници. Книжевното изразување индиректно се поттикнува со развивање на јазикот, збогатување на речникот и усовршување на граматиката, слободното пишување и читање. Се продолжува со воведување на едноставни, а потоа се послужени реални приказни кои треба да ги заинтересираат децата. Драмското истражување ни слободното и спонтанното движење, како и користењето на јазикот додека се движиме, се составен дел од нашиот живот. Новие работилници низ игра се учи мимика, пантомима, вежби за дишење, гласовен тренинг, имитација, гласовна трансформација и уште многу други нешта. На овој начин детето работи на контрола и изразување на емоциите. Му се овозможува накратко да биде она што сака, а не може да биде во реалниот живот. Со сцените се анализираат и запознаваат различните ситуации во семејството и општеството, а благодарение на тоа, дечињата почнуваат светот да го гледаат со други очи. Заедно се избира една на сите деца добро позната приказна. Се прави и поставува сценографија, реквизити и шоуто може да започне. Низ работа и игра со своите врсници, дечињата на овие работилници развиваат корисни техники за решавање на проблемските ситуации, истекнуваат вештини со кои ќе можат во иднина по мирен пат да си ги остварат своите права. Децата учат дека покрај права имаат и обврски. Учејќи се на техниките на ненасилно решавање на конфликти и со играњето на улоги, сваќаат како да посредуваат при решавање на конфликти. Уметничко-психолошки работилници. Низ создавањето ги откриваме омилените бои и облици кај децата, ги запознаваме со основните и секундарните бои, примарните облици и разновидните материјали и техники кои се користат во работата. Креативните процеси кај детето ја развиваат фантазијата и моториката, го зголемуваат чувството за композиција и детали, го подобруваат вниманието, упорноста, трпението и самодовербата. Низ разговор се разработуваат ликовните елементи, се работи на разбирање на обликот и формата во дадениот контекст. Работилниците имаат таков концепт, така што се настојува на дечињата да им се помогне сами да го осмислат животниот простор, подобро да се видат себе си, наместо некој да им наметнува мислење и да им дава готови одговори. На овој начин би требало децата да го спознаат светот, да стекнат искуство, да го кажат своето мислење, да бидат свесни дека треба да се борат за своите права, да кажат што сакаат. Доста разни размислувања постојат на ова прашање, дали е вродена или стекната. Во секој случај постојат луѓе со вроден потенцијал за креативно размислување и креативност. Тоа значи детето се раѓа со потенцијал кон пеењето. Тоа не значи доколку не се тренира, не се насочи, не работи на овај потенцијал, дека и ќе стекне креативната особина. Значи се што
поседува како потенцијал, мора да се работи, да се развива, да се вежба, па сето тоа да се реализира и до едно многу високо ниво. Но исто така не значи дека доколку тој потенцијал е мал, а не се практикува, не се вежба во секојдневието, дека исто така ќе остане изоставено како креативно размислување, како креативна особина. Во секој случај, јас повеќе го ценам ставот дека работите, особините, способностите и квалитетите на личноста пред се стекнуваат, се вежбаат и се усовршуваат, бидејќи талентот, јас лично верувам дека е само 1%, а 99% е работа. Експресија преку принципот плејтерапија. Детето избира различни предмети за игра, помеѓу многобројните играчки од различни категории: човечки фигури, животни, елементи од природата, коли, различни реквизити и со нивна помош поставува одредена сцена. Креацијата на детето тогаш се анализира низ интеракција со нив, низ вербалните и невербалните показатели на доживување на детето и смислата на приказната која се обидува да ја долови. На овој начин се изразува доминантната динамика на детето, актуелната емотивна состојба, како и доживувањето на себе си и на светот околу себе. На овој начин е можно детето да се насочува кон разрешување на некои потешкотии од актуелниот психоемотивен развој. Терапијата преку игра може да помогне во усвојување на адекватни стратегии на однесување, социјални вештини, автономија и да го поттикне на одјањето на нови креативни решенија на проблемот. Некои од игрите кои се користат во терапија со игри се игра со песок, моделирање на пластелин и раскажување на приказни. Работилници за животни вештини. Алатите кои ни се потребни за живот се стекнуваат во раното детство. Основните постулати се снаоѓање во секојдневните животни ситуации и односите со другите луѓе. Тоа е база за чувство на компетенција и сигурност кај детето. Вештините кои се развиваат во креативниот процес се почитување на различните погледи на светот и сопственото обкружување, соработка и подготвеност на заедничка работа, комуникација и јазик, развој на подобра комуникација низ разговор, слушање, пишување или цртање, концентрација, фокусирање на активноста која се одвива, развивање на добри меѓучовечки односи, работа во група, создавање пријателства, дисциплина, развивање на саморегулација низ редовно вежбање на одбрани вештини, емоционална компетенција, изразување и разбирање на сопствените емоции, емпатија, разбирање и почитување на тугите емоции, имагинација, продукција на идеи, самостојност во размислувањето, иницијатива за истражување, интеракција, тимска работа и усогласување со врсниците, физичка активност, активности кои вклучуваат психомоторно вежбање, оптимизам и уживање во она што се работи, решавање на проблеми, склоност кон истражување на различни можности и решенија. Креативноста се смета за една од најважните особини на човековиот вид. Најчесто се врзува за уметност, книжевност и музика. Бидејќи креативноста се темели на фантазија, се смета дека може успешно да се развие со играње на игри засновани на фантазија во првите години од животот. Во рамките на ваквите програми за развој на креативноста се развиваат и способности за наблюдување на светот на интелигентен, прецизен и естетски начин, ни слободата на истражување во согласност со индивидуалните интересирања, чувства и потреби, со самостојно откривање и коригирање. Истовремено се развиваат и работни навики, дисциплина и концентрација, особени за примена на било која идеја или научна или уметничка. Креативноста има есенцијално значење за човековиот живот, бидејќи ни дава моќ да му се представиме на светот кои сме ние во суштина. Имајќи ги во предвид фактите
дека децата до својата 7 годишна возраст се формираат генерално и физички, и емоционално, и ментално, така да и развивањето на креативноста е тесно поврзана со возраста. Доколку тоа како потенцијал се поседува, еден доста поголем потенцијал се поседува, нормално доколку се започне практицирањето или вежбањето или истакнувањето и реализирањето на таа особина во помладите години, поголем е придонесот и можноста тоа да се развие до едно многу повисоко ниво, бидејќи флексибилноста и пластичноста на мозокот е најголема до 10 годишна возраст. Така да, доколку се започне да се реализира сето тоа во помладите години, може би предонело до побрз развој на реализирање на таа особина. Кај нашата програма, всушност тоа е целта, затоа е наменета од 4 до 14 години, бидејќи тогаш стекнатите особини остануваат животни особини, остануваат за секогаш, бидејќи се длабоко врежени во мозочните бразди, кога мозокот бил најспремен да ги восприма. Понатаму тоа настанува само едно надоградување и осовршување. Честа е предрасудата дека учењето и креативноста не одат заедно. Се уште е доста распространето мислењето дека во учењето нема место за креативност и дека не може сериозно да се учи низ игра и забава. На интуитивното и посредното учење не се придава никаква важност како на формалното и традиционалното усвојување на знаењата. Исто така, креативноста се смета за особина која некои индивидуи природно ја поседуваат, односно се смета за талент кој или го поседуваш или не, и тука нема што да се менува. Така идејата да се научи и вежба креативноста често е пропратена со недоверба. Креативноста представува изворен чин на создавање. Креативен чин подразбира дека личноста самостојно и автономно продуцира нешто ново, што дотогаш никогаш не го направила на таков начин. Иако креативните потенцијали се наоѓаат во секој од нас, факт е дека не сме сите подеднакво креативни. Сепак, тој потенцијал може да се развива и вежба. Што повеќе учиме креативно мислење и вежбаме да учиме да размислуваме надвор од границите на дотогашниот шаблон на делување, тоа сме повеќе креативни, а колку сме покреативни, подобро паметиме и учиме. Преврти го, заврти го, измисли, промени. Во развивањето на креативноста кај децата, потребно им е да се укаже на кои начини може да ги откриваат и создаваат новите односи меѓу елементите. Постојат безброј комбинации на елементите кои не обкружуваат, а кои можеме да ги создадеме. Потребно е да се ослободиме од веќе поставените и ограничувачки погледи на светот и да изградиме навика на создавање на нови погледи, нови односи и врски меѓу елементите. Можеме да се забавуваме правејќи различни комбинации и поставувајќи прашања. Што би било кога ова би го поврзал вака? Ум проширен со нови идеи никогаш не се враќа на своите почетни позиции. Оливер Вендел Холмс. Научиме како да учам. Некои техники кои се применуваат при работа со деца, а посебно се деца со нарушено внимание, се игра го стави во кутијата. Првото дете кажува: ја зедов својата кутија и во неа ја ставив мојата четка за заби. Второто дете повторува што кажало првото и додава уште еден предмет кој би го ставил во кутијата. И така со ред, секој додава по нешто, запазувајќи го редоследот на предметите кои се претходно ставени во кутијата. Со текот на времето, работите кои се додаваат стануваат се поинтересни, но станува и се потешко да се запомнат сите предмети и редоследот на истите. Тогаш се дава совет на децата да направат ментална слика во главата за подобро да ги запаметат сите предмети. Игра на буква или брза географија. Првото дете почнува со буквата А и наоѓа збор што почнува со таа буква, а зборот припаѓа на одредена категорија – име, предмет, град, држава.
Секој на таа буква наоѓа име, предмет, град, држава. Детето на овој начин ја учи азбуката, а учи брзо да размислува во повеќе насоки, да се пресетува, да категоризира. Игра математика. Со деца кои учат собирање, можеме да направиме забавна игра доколку им дадеме задача да собираат броеви на регистарски таблици на автомобилите. Постарите деца можат и да ги множат броевите. Ако се децата на различна возраст, треба да се смисли правило кое ќе им отежне на постарите, така што нема секогаш тие да победуваат. Например, постарите деца секогаш пред да одговорат треба да изброат до 5, или да се даде задача на поголемите да кажат дали се точни резултатите на помалите. Ако не се, тогаш поголемите го кажуваат точниот одговор. Метакогнитивна стратегија, стратегија на организирано мислење. Со учењето како да учи, детето стекнува контрола над самиот процес на учење. Детето учи да користи тростепен пристап кон новата задача, наместо само да се зафати со нејзиното решавање. Детето, пред да почне со некоја задача, треба да постави 3 прашања. Зашто се работи тука? Што се очекува од мене да направам? Како ќе ја извршам оваа задача? Која стратегија ќе ја применам? Како тоа го направив? Што научив? Дали ми се добри резултатите? Помеѓу вториот и третиот чекор, детето мора да ја реши задачата, но само откако ќе смисли план или стратегија како ќе ја решава. Активно учење. Најдобар начин да се привлече и задржи нечие внимание е активно да се вклучи во задачата. Учењето да се предвиди што ќе се случи е една од клучните вештини на активното учење. Тоа во исто време помага содржината што се изучува да биде поинтересна. Активно учење подразбира ученикот да бара информации. Тој постојано поставува прашања и бара одговори. Наместо само да чита за побрзо да дојде до последната страна. Активниот ученик постојано води диалог со себе за тоа што ќе се случи на следната страна и кога чита литература или како нештата можат да се поврзат едни со други. Потреба за осознавање, предвидување, потврдување на сопствените предпоставки може да биде возбудлив процес. Игра? Да, јас сум учител. Детето треба да биде во улога на учител и да предвиди што учителот би прашал. Треба да забележи што е важно и што треба да се научи. Кај помалите деца во оваа игра помагаат и родителите. Децата во оваа игра можат да видат колку се добри во предвидувањето, а со тоа имаат чувство на контрола над ситуацијата. Креативното учење спречува пореметување на концентрацијата и вниманието, го развива брзото заклучување, координацијата на движењата и целокупната моторика. Гушење на креативноста. На децата од предшколска возраст учењето им представува забава и игра. Потоа, кога влегуваат во процесот на формално образование, нема многу место за креативност и учењето веќе не го сметаат за забава, туку за обврска. Често и родителите имаат потреба да ги поправат децата. Тие тоа го прават со најдобра намера, зашто помалку време да им дадат повеќе информации и да ги спречат да направат грешка. Родителите понекогаш се поттикнати од стравовите детето да не им излезе премногу од рамката, да не се двои од останатите и да не го привлекува вниманието на околината. Родителите треба да знаат на кој начин да го поттикнат кај детето создавањето на нови идеи, па дури и да бидат дел од создавањето на таквите идеи, колку тоа им изгледа некомфортно во тој момент. Образовен систем и креативност. Школскиот систем со своите наставни програми и очекувањето од учениците повеќе оди во прилог на развој на левата хемисфера на мозокот, која е задолжена за говор, рационални операции и анализа, додека често се запоставуваат развојот на десната хемисфера, која е задолжена за препознавање на облици, слики, за начинот на поврзување, композиција, уметност и фантазија. На овој начин не се одвива урамнотежено развојот на потенцијалите. Затоа е потребно на децата да им се понуди различни програми и содржини кои допринесуваат за урамнотежен развој на менталните капацитети. Чести грешки и како да се избегнат. Постојано надгледување и контрола ја кочат способноста и самодовербата,
кои се во основа на креативниот дух на детето. Не треба да ги довршуваме креациите на место детето. Со покажувањето на почит и со пофалби за трудот на детето, го поттикнуваме развојот на упорноста и волјата за поминување низ процесот на создавање од почеток до крај. На децата не треба да им се нуди помош се додека тие сами не ја побараат. Потребно е да се мотивираат децата сами да доаѓаат до решение, а не да бараат готови решенија. Покрај точниот одговор, треба да се охрабруваат и оние одговори кои се неточни, но се иновативни и поинакви. Да се овозможи креативно опкружување, различни материјали за креативно изразување секогаш да бидат на дофат. Најпогодни се играчките од кои секогаш можат да се создаваат нови форми. Затоа не треба да се фокусираме на готови скапи играчки. Да се допушти мечтаењето. Мечтаењето представува детски начин на кој тие си разрешуваат одредени загадки и проблеми. Никако не треба да се свати како губење на време и бегање од реалноста, освен ако не е предоминантно во функционирањето на детето. Да се учествува заедно со детето во решавањето на проблеми и загадки кои се појавуваат. Нашата помош е потребна само тогаш кога детето на вистина не може само да согледа или да направи нешто. Во друг случај, ние сме само поддршка. На детето може да му се понуди простор за креативна работа, но не смее да се врши притисок врз него. Информално учење. Освен формалното образование кое се одвива во институциите, постојат и многу различни облици на неформално или информално учење, со кое се учат многу вештини и се усвојуваат многу знаења. На овој начин учат малите деца, но и возрастните. Децата од своите родители и воспитувачи учат по модел, превземајќи ги нивните вредносни системи, движења и вештини. Затоа во ваквото информално учење лежи голем потенцијал за усвојување на знаења и развивање на креативност. Како да се вежба креативното мислење? Човечкиот мозок е развиен така што се она што се повторува се автоматизира, за да се направи простор на мозокот да прими нови содржини. Доколку сакаме да развиеме креативност, мораме да го навикнеме овој мозок на посложени начини на функционирање кои подразбираат размислување надвор од рамките, создавање на нови мисли и идеи, како и поврзување на податоците со кои располага мозокот, а кои не се дотогаш поврзани. Духовитото е креативно. Хуморот се темели на истовремени и смислени апсурдни, неочекувани пресврти во размислувањето, па поради тоа е тесно поврзан со креативноста. Прикриената смисла, повеќе кратното значење и духовитата пресвртница бараат од мозокот да размислува на повеќе нивоа и тоа многу брзо. Духовитите луѓе се пример за извежбана креативност. Тие се навикнати нивниот ум да излегува надвор од подрачјето на вообичаено и познато и активно да ги поврзува идеите на неочекуван начин. Креативни работилници. Креативните програми и работилници кои се наменети за деца имаат за цел да ги стимулираат способностите и да ја зголемуваат љубопитноста. Со уживањето во игрите, децата експериментираат, поставуваат и решаваат проблеми на специфичен начин. Детските искуства на овој начин се систематизираат и прераснуваат во средно употребливо знаење. Играјки си, децата го истражуваат светот околу себе и сопствените можности во него и продуцираат нови пристапи во различни ситуации. Развивајќи посебни вештини и различни начини на однесување, детето низ игра стекнува искуство, открива, учи и создава. Колку повеќе ги совлада овие вештини, се повеќе ќе се ослободува од стравот за непознатото и ќе се охрабрува да настапува сигурно и самостојно во своите дела.